Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Се зголемуваат капацитетите на лабораториите и на болниците за да може да се справат со силниот есенски бран на COVID-19. Со започнувањето на грејната сезона почнаа да растат и PM10 частичките, кои деновиве од Тетово се постојано високи. Годишното новинарско искуство на доајенот на македонското новинарство Киро Кипровски е крунисана во монографијата Поглед низ времето, која викендов беше промовирана во Гостивар. Се зголемуваат капацитетите на лабораториите и на болниците за да може да се справат со силниот есенски бран на COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче и председателот на Комисијата за заразни болести епидемиологот доктор Жарко Караджовски одржаа заедничка пресконференција по утринскиот состанок на Комисијата. Се подготвуваат две оделенија во болницата 8 септември поради секојдневниот раст на новозаболени со COVID-19. Предложено е проширување на капацитетите и на болницата во Козле, како и отворање на нова лабораторија за тестирање на материјали. Ќе има дополнителни 350 тестови дневно, рече министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Се обезбедија дополнителни капацитети, број на тестови у повеќе институции. На дневно ниво 150 повеќе во Институтот за јавно здравје, 100, односно дупло повеќе во Центарот за јавно здравје, што го обезбедуваме со лекар микробиолог кој што ќе работи и втора смена, и 100 во лабораторијата во болницата Козле. Значи 350 повеќе тестирање во текот на денот, а ние почнуваме уште една паралелна постапка, сега многу забрзана со скратени рокови, зашто чекаме мислење од Бирото за јавни набавки за брзите тестови, за да имаме една количина која што може и порано да стигне во однос на она што иницијално го започнавме. Во однос на најавената помош од респиратори од НАТО, 60 респиратори и лична заштитна опрема ќе пристигнат во земја во петок, после што соодветно ќе бидат поделени и распределени по јавноздравствените установи согласно потребите, експертизата и бројот на пациенти кои што се лекуваат. Председателот на Комисијата за заразни болести доктор Жарко Караджовски истакна дека утре се отвораат нови простори во Институтот за јавно здравје, со што ќе се убрза процедурата за тестирање на COVID-19. Отвараме нови простори утре наутро во 7:30 часот, спремни се на 10 метра од нас, не само приемно оделение што ни е доле, него уште едно приемно оделение, во кое што ќе имаме лаборант и ќе ја убрзаме работата за земање тестови. Така да гужвата што сега се створи од 20 на 25 луѓе, кои ќе ги направиме на двата пункта уствари за земање на материјал, ќе ја снема таа гужва утре сабајле. Ние се припремавме за време на целиот викенд да ја отвориме и веќе еве за 3 дена се створија услови, тестови има, лаборанти имаме во моментот, администрирањето на овие тестови, односно земањето, диагностиката ќе ја прави Институт за јавно здравје, на досегашните 700 и 750 ќе дојдеме до 1000 теста, кои што ќе може Институтот за јавно здравје да ги прави. Епидемиолошката служба ќе може да одговори на предизвикот. Филипче и Караджовски уште еднаш апелираа до пратениците утре да се изгласаат законските измени, со кои ќе може да се имплементираат построги мерки, како носење маска на отворено и забрана за собирање по гости, и додадоа дека тие мерки се со цел да се избегне полициски час. Порасна бројката на заразени со коронавирус на гостиварското подрачје. Во текот на изминатиот продолжен викенд потврдени беа 40 нови случаи. Инфективното оделение е скоро исполнето, доколку има наплив на пациенти на кои им е неопходна хоспитализација, за таа цел ќе се пренамени дел од интерното оделение. Коронавирусот повторно зема замав и меѓу населението во гостиварскиот регион.
Во деновите од продолжениот викенд, Министерството за здравство потврди вкупно 40 ново заразени. Бројката на активно болни стигна до 145. Инфективното одделение во гостиварската болница периодов е преоптоварено со пациенти. Моментално се хоспитализирани 19 и има уште 5 слободни кревети. На инфективното одделение во Гостивар присутни се моментално 19 пациенти, од кои една е во потешка состојба и е на кислородна поддршка, другите се во средно тешка здравствена состојба. Значи, со терапијата, мислам дека ќе ги излечиме, како што рачунаме. Само таа што е во втора соба, значи таа е на кислородна поддршка и во потешка состојба. Во борбата против коронавирусот наредниот период ќе се вклучат и лекарите специјалисти по интерна медицина. Тие ќе помагаат во инфективно, а доколку таму се пополнат капацитетите, дел од интерното одделение ќе се пренамени за ковид пациенти. Се планира да се интернистичко одделение со интернистите да бидат ангажирани. Значи и на инфективното одделение, а ако се големи бројот на пациенти, да немаме кревети, фактички еден дел од интернистичкото одделение ќе се прави како ковид центар, една врста како ковид одделение, за да можат да ги прифаќат фактички пациентите. И интернистите ќе бидат фактички преориентирани за таквите пациенти. Ќе се организираат тие на ниво на интернистичката служба. Гостивар е еден од градовите во кои Министерството за здравство најави дека ќе се гради модуларен ковид центар. Објектот ќе биде лоциран во близина на општата болница со капацитет од 33 кревети. За сега нема информации кога ќе започне изградбата. Аерозагадувањето расте, надлежните незаинтересирани за проблемот. Сторија на Милена Вучевска. Со започнувањето на грејната сезона почнаа да растат и PM10 честичките, кои деновиве во Тетово се постојано високи. Аерозагадувањето уште повеќе ќе расте во зимските месеци, предупредуваат екологистите. Истиот проблем како и секоја година, а локалните власти повторно се без никакви мерки и стратегија како барем да се ублажи состојбата, што е крајно несериозно, особено сега во време на пандемија, кога вирусот е најопасен за дишните патишта. Не е добро да се остават граѓаните во толкаво загадување во време на пандемија, пошто било какви болести со дишните патишта може да завршат на ковид. Затоа мислам дека треба властите и локалните и централните да се покажат одговорни и одлучни. И тетовци не очекуваат од властите некакви мерки. Сами ќе се пазат, оти надлежните велат не ги интересира. Треба да земат нешто, мерки. Треба да земат, само тие знаат што треба да земат подобро. А дали нешто се прави? Тие сигурно знаат, а се прават дека не знаат. Тие локални власти овде не ги интересира. Овде е како да нема држава, разбираш? Овде прави секој што сака. Тетово изминативе години неколку пати се најде и на врвот на листата најзагадени градови во светот. Но ниту ова не ги поттикна властите да најдат решение за проблемот. Она што константно го прават, се сведува само на препораки. Социјално загрозени семејства од поширокиот гостиварски регион добиваат помош во пакети со храна и средства за хигиена преку Црвениот крст. Во кампањата по повод неделата против гладта беа обезбедени 40 хуманитарни пакети, додека германската амбасада донираше 140. Во време на пандемија и глобална криза, поддршката и помошта на социјално ранливите категории е од особена важност. Гостиварскиот Црвен крст ја продолжува својата хумана мисија и периодов распределува хуманитарни пакети со храна и хигиенски средства на загрозени семејства. Во кампањата "Помисли на нас" во склоп на неделата на борба против гладта биле обезбедени 40 пакети. Кампањата се реализира од период 16 до 22 октомври со низа активности од страна на волонтерите. Се имаше во соработка со маркетите во Гостивар и тие Монтенегро, ЕТЦ и Стокомак, каде имаше собирна акција на донација на материјални средства и другите материјали, пример хигиенски и прехранбени артикли.
Денешниот ден волонтерите на Црвениот крст го посветија на распределба на помош кај семејства во рурални средини. Пакетите беа донација на германската амбасада. Освен тоа, и денеска, пример од страна на волонтерите, екипа што е на терен, во руралните средини ќе се дистрибуира 140 пакети, 70 хигиенски и 70 прехамбени артикли. Летниот период гостиварската организација на Црвениот крст извршила подготовки за есенскиот ковид бран со создавање на резерва од 100 хуманитарни пакети, кои ќе бидат доделени до крајот на годинава. Вкупно во текот на пандемијата биле распределени над 4500 пакети со храна, средства за хигиена, лекови и слична помош. Од црквата со апел до граѓаните и за предстојната задушница на 7 ноември. Свештените лица апелираат да не се создаваат поголеми групи на луѓе, да се носи заштитна опрема и да не се носат големи количини на храна. Мерките за заштита да се почитуваат, да не се создаваат групи на луѓе и да не се носат големи количини на храна за престојната задушница на 7 ноември. Од црквата со апел до граѓаните и верниците да се придржуваат до протоколите за денот да помине во најдобар ред. Да апелираме до луѓето да доаѓаат на гроб по еден или по двајца, да си ја носа заштитната опрема, маска, како што препишуваа препораките, и свештеникот ќе пројде по гробовите и ќе изврши мал помен трисагија. Се препорачува исто така и да не се носи изобилство на храна по гробовите, и така и тука, применувајќи ги мерките, да можеме да го извршиме сето она што преданието на црквата ни го дават. Од црквата упатија и порака до сите верници. И секоја година по однос на прашањето на славите и по однос на прашањето на задушницата, посакуваме Бог по молитвите на сите светители да го победи ова зло кое што настана со коронавирусот, а кое што несомнено настана и поради нашите гревови и падови. Меѓутоа имаме добра и силна надеж дека брзо ова ќе се надмине и до година во релаксирана атмосфера да ги славиме празниците. Црквата го прави овој помен за мртвите секоја година во Митровденската сабота, односно во онаа сабота која е најблиско до празнувањето на светиот великомаченик Димитрий. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани физички напади приведени албански државјани кои непријавено престојувале во земјава и 3 сообраќајни незгоди предизвикани од животни. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на СВР Тетово за неносење заштитни маски на вкупно 94 лица, 65 во Тетово и 29 во Гостивар. Изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 34 лица во Гостиварско изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лицата со вакви решенија не е констатирано непочитување на истите. Вчера 32 годишникот Тетовско селце во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 23 часот на улица Илинденска во Тетово бил физички нападнат од 39 годишен жител на Гостиварски градец. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 24 годишна гостиварка вчера пријавила дека физички била нападната од нејзиниот невенчан сопруг, 30 годишникот Република Косово, кој непријавено престојувал на подрачјето. Половина час подоцна тој бил приведен и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Вчера на улица Линденска во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 4 лица од Република Албанија на возраст од 19 до 24 години, кои непријавено престојувале на подрачјето. Тие се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Ноќеска во периодот од половина час по полноќ до 6 часот и 30 минути. Во СВР Тетово се пријавени 3 сообраќајни незгоди на автопатот Гостивар Тетово Скопје во близина на градечкиот натпатник и бензинска пумпа, предизвикани од животни, а во кои учествувале патничко возило БМВ и 2 автобуса. Повредени лица нема, а причината е само материјална штета. Увид извршиле екипи од СВР Тетово. Викендов во Гостивар беше промовирана монографијата «Поглед низ времето» на доајенот на македонското новинарство Киро Кипроски.
За новинарскиот труд и новото дело на гостиварецот зборуваа промоторите Блаже Миневски и професор доктор Светлана Велјановска. 52 годишното новинарско искуство на доајенот на македонското новинарство Киро Кипроски е крунисано во монографијата Поглед низ времето, која викендов беше промовирана во Гостивар. Во над 520 страници со околу 200 новинарски текстови, оживеани се записи, репортажи, оригинални истории и фотографии, сведоци на настани и случувања, не само за гостиварскиот крај, туку и пошироко. Станува збор за еден историски момент и чин во македонското новинарство, затоа што ваква книга со ваков опфат на теми и материјали, со една посветеност која што трае повеќе од 50 години на македонското новинарство, немало, или јас барем не знам дека имало, со тоа што би подвлекол дека станува збор за материјали кои што времето не ги победило, материјали кои што може сега да се читаат како современи записи на разни теми, почнувајќи од нашите репортерски записи низ Македонија, во странство, па до спорт и разните други теми. Во текот на богатата и плодна новинарска кариера, Кипроски имал најразлични доживувања и интересни моменти. За гледачите на телевизија Кисименада, како анекдота ја издвои случката со познатиот режисер Ватрослав Мимица, со кого бил договорен за интервју. Во 8, односно 20 часот вечерта, Мимица задосни малку, јас имам нарачено мастика с румичка и тараточ. Дојде режисерот, вика: господине, јас се извинувам, иако тоа беше 87 година, викам нема проблем, што пеш мастика? Па вика, ја пија мастика, нарача едно шише мастика, имаше музика, група Вардар, убава атмосфера, муабет, после вечеравме по едно шише трга за југ. И знаеш šta, господине Кипроски, сутра, у исто време, важно. И така 5 дена, истото, и 6-тиот ден му викам, текстот ми очека до редакција, викам во право си, сега ќе направиме разговорот, па после ќе си продолжиме ние самите. За новинарскиот труд и новото дело на доајенот на македонското новинарство на промоцијата зборуваше и професор доктор Светлана Велјановска. Настанот беше збогатен со музички настап на триото Кладенец. Душа ќе се пее на ова парче света земја, ќе се живее. Я пенсионерка, мне терять нечего. Пускай, если даже меня задержат, то мне будет чем гордиться перед своими внуками. Я скажу, я пострадала от этого режима. Правнуками буду говорить. И они будут гордиться в будущем. Каждый раз мы приходим только ради одного, чтобы прошли нормальные честные выборы, не фальсификация, которую он выдумал цифру 80%, смена власти, очередные выборы, свободу политзаключенным и наказание тем, кто жестоко избивал на окресте. На Варшаву работаем. Я за мирную процветающую Беларусь. Поэтому я прошу выражать свое мнение, что Беларусь должна быть свободная, чистая, без всяких драки, без провокаций, без войны. И то же самое думают многие ветераны
войск, МВД, милиции, которые сюда пришли. Мы строили эту страну, строили, а теперь хотят ее разрушить. Вот мы поддерживаем президента, который вместе с нами ее строил. А вон шавки уже ездят, уже хай фотографируют. Я их не боюсь, что они со мной сделают. Ну, убьют, ну пускай убивают, чем, Господи. Правильно? Ну все, спасибо вам. Счастливенько. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги мерките за заштита и чувајте го вашето и здравјето на најблиските. Останете со нас, следува спортскиот преглед. Пријатно!